Вести на Канал 8. Протест на лекарите од Општа болница Кучани и Здравствен дом за солидарност за повредениот колега од клинички. Но излегоа и со барања поголема соработка со здравствените власти, но и учество во донесување на законот за лекарска дејност, со кој ќе биде заштитена лекарската фила и ќе се овозможи поголема и поквалитетна заштита на угледот на здравствените работници. Меѓу другото, побараа и оставка на министерот Тодоров. Општите лекари, специјалистите, медицинските сестри и другите здравствени работници од Кочанската општа болница, Здравствен дом и Центарот за јавно здравје Кочани, предитната медицинска помош се собраа на протест да го искажат својот револт за инцидентот што се случи пред неколку дена на клинички, кога нивен колега, хирургот Љубомир Огненовиќ, беше застрелан на клиниката за дигестивна хирургија во Скопје. Изразија солидарност за својот колега, но побараа и поголема соработка со здравствените власти. Нивните барања се итно да се донесе закон за лекарска дејност, со кој ќе биде заштитена лекарската фила. Преку протест бараат да се почитува достоинството и дигнитетот на белиот мантил, оти се чувствуваат дека се на работ на бездната и секогаш ставени на тапет и дежурни виновници за сите случувања во здравството, а неретко им е загрозен и животот. На крајот додадоа дека не постои лекар кој што сака и кој што има за цел да повреди пациент или намерно да му го загрози животот, туку максимално се грижат до крај за сите своји пациенти. Денешниот собор е на лекарската фела и на целиот медицински персонал во Општа болница Кочани, Здравен дом, Центар за јавно здравје, да изразиме поддршка за колегата Љубомир Огненовиќ кој имаше трагичен настан во понеделникот и да изразиме револт кон се она што се случува после тоа и пред тоа односот на сите институции према нас како лекари, како луѓе во бели мантили. Последните неколку години односот е толку лош во таа смисла што секој наш потек, секој наше движење се следи и се чека момент само да се направи нешто за да бидеме ставени на линчот на зидот на срамот. Меѓу другите барања, лекарите го истакнаа и барањето за оставка на министерот Тодоров од функцијата. Па од сите барање се придржуваме кон тоа барање, кон барање на оставка на министерот, за да може да се преземе нешто во нашата фела. Се обезбеди достоинство и дигнитет на белиот мантил, да се обезбедат подобри услови на работа, бидејќи работиме под голем притисок, правата на пациентите се задоволителни, но правата на лекарите ги нема никаде. Лекарите побараа да учествуваат во носење на законите на здравствената дејност и со тоа да ги подобрат своите позиции во општеството, како и квалитетот на лекување на пациентите. Тие бараат рамноправно да учествуваат во подготвување на новата законска регулатива, која пак би овозможила подобра заштита на нивниот углед, но и достоинствена плата. Протестот нема да продолжи во наредните денови, но тоа не значи дека лекарите ќе престанат да ги бараат своите права, ќе продолжат со преговори со Министерството за здравство. Стечајните работници од Кучани продолжуваат со обновување на евиденцијата на членството и со дообјаснување на решенијата што се нудат со предлог законот за нивниот статус. На редовниот работен состанок присуствуваше и претседателката на Сдруженијето Лилјана Георгиевска. Топлото ноемвриско сонце им оди во прилог на стечајните работници од Кочани, кои своите редовни работни состаноци ги одржуваат на отворено покрај кеот на Кочанска река. Дополнителна надеж дека и зимава ќе им биде потопло во душата, па и во джебот, им влева подготвениот предлог закон за решавање на нивниот статус, што треба да се најде на разгледување во македонскиот парламент. По 13 годишно талкање по улиците и чукање по вратите на државните институции, подготвија петта верзија на законското решение, за кое очекуваат наскоро да расправаат и претениците. На состанокот на кочанските стечајци присуствуваше и претседателката на Сдруженијето УНИТ, која им ги дообјасни одредбите во предлог законот, оценувајќи го како добро решение. Закон е перфектен, мислим дека е еден од најдобри закони до сега што смо имали, воопшто можем да кажем. Луѓе се слажев и идемо дали. Георгиевска смета дека предлог законот овој пат треба да помине во парламентот, особено што распоредот на политичките сили е изменет од претходно. Таа не крие дека очекува поддршка од опозицијата, преку која и ќе биде поднесено законското решение. Имаме едно големо плюс што е од редови на СДСМ министар за труд и социјало и многу ќе нам биде важно, значи, на министра изјаснување. Зашто до сега све се
збореше, нема потреба од овакав закон, не може овакав закон да пројде, те приватни сме, те овакви, те онакви. Сега ќе е многу битно еден министр да стане и да објасни зашто, како треба да се обештетиме, и се надам дека и ќе преработи и совеста на пратеници и од страна на владајуќу партiju, зашто ја мислим дека доста интереси на партiju да се ставлja пред голи животи на луѓе и за екзистенцију на човека. Така што надам се дека ќе проработи совеста и дека ќе биде изгласан. Ако не биде, ја мислим дека и казну ќе да очекувам за избори. Предлог законот за стечајните работници до крајот на ноември треба да го разгледува Собраниската комисија за труд и социјална политика, а ако евентуално биде прифатен од незините членови, во декември би требало да се најде и на пленарна седница во парламентот. Стечајците се надеваат дека до изборите во април нивниот статус ќе биде решен, односно ќе можат да го остварат своето право за заминување во пензија. Центарот за развој на Источниот плански регион поднесе 4 проекти што треба да се финансираат од Бирото за рамномерен регионален развој. Тие се однесуваат на изработка на техничка документација, а во дел од нив директно се вклучени општините Кучани и Чешиново Облешево. 4 проекти поднесе Центарот за развој на Источниот плански регион за финансирање од средствата што ги обезбедува Министерството за локална самоуправа преку Бирото за рамномерен регионален развој, како и од заштедените средства од електронските аукции на веќе распишаните тендери. Сите проектни активности се од областа за изработка на инвестиционо-техничка документација, односно така наречени меки проекти. Првиот ги опфаќа сите 11 општини од Источниот регион и се однесува на изработка на техничка документација за сообраќајни проекти, при што секоја од општините треба да ги даде своите приоритетни задачи. Останатите 3 проекти главно се однесуваат на општините Кочани и Облешево Чешиново, меѓу кои една од целите е развој на езерскиот туризам. Бенефитот од проектот ќе се чувствува во целиот Источен плански регион. Се работи за општина Македонска Каменица, општина Кочани и општина Берово, бидејќи одиме во изработка на инвестиционо-техничка документација за развој на езерскиот туризам. Значи, опфатено е езеро Калиманци, езеро Градче и Беровско езеро. Третиот проект се однесува за изработка на комплетна, целосна инвестиционо-техничка документација со инфраструктурен проект, основен проект и ревизија на тие проекти, а се однесува за атмосферските води во општина Чешиново Облешево, кои што до денес не се решени и има доста проблеми токму од овој дел. И четвртиот проект се однесува за изработка на инвестиционо-техничка документација за регулација на Кочанска река, значи партнер ни е општина Кочани. Поднесените проекти треба да бидат разгледани и прифатени од страна на владата, пошто со Бирото за рамномерен регионален развој ќе се потпишат договори за нивно финансирање. Вкупната сума што е потребна во оваа фаза за изработка на проектите изнесува 86.000 евра. Кривична пријава заработи виничанец кого полицијата го осомничи дека извршил тешка кражба. Пред околу 2 месеци во продавница во Виница лицето направило штета од околу 1500 евра. Нов случај на кривично дело во кое е извршена кражба расветли надворешната канцеларија за криминални работи од Виница. Настанот се случил пред 2 месеци во трговски објект, при што било констатирано ненасилно влегување и одземање на дел од стоката што се наоѓала внатре. По направените оперативни активности против 22-годишниот И.М. од Виница поднесена е кривична пријава поради постоење на основи на сомнение дека тој сторил кривично дело тешка кражба. Пријавениот на 7 септември годинава со намера за себе да прибави противправна имотна корист со употреба на оригинални клучеви и ја отклучил металната влезна врата од продавницата Ви Вардар во Виница, влегол внатре, извршил пребарување. При тоа одзел фискална каса, апарат за дополнување кредити за мобилни телефони од операторите Телеком, Уан и ВИП, потоа читач за уплата на игри на среќа Новолото, монитор за видеонадзор, разни чоколади, цигари и денари во различни апоени. По направениот записник, констатирано е дека со кражбата е причинете материјална штета во износ од 89.350 денари. По откривањето на осомничениот и поднесувањето на пријавата од страна на полицијата, тој ќе треба постапката да ја објаснува пред судските органи.
Преку проект што го организира Министерството за образование и наука во соработка со невладината Авена, ќе им се помага на учениците роми кои покажуваат послаби резултати за полесно совладување на материјалот што го изучуваат. Проектот се реализираше во Основното училиште Раде Кратовче. Тутурство на деца роми е насловот на проектот што се реализира во Основното училиште Раде Кратовче, организиран преку Министерството за образование и наука. Партнер на проектот е невладината Авена. Целта на проектот е да им се помага на учениците роми во целосно совладување на наставниот материјал што се изучува по Кембридж програмата по предметите математика и природни науки. Опфатени се учениците кои покажуваат послаби резултати во изучување на предметите. Проектот ќе биде наменет за учениците од 4-то и 5-то и 6-то одделение, кои што работат по програмата на Кембридж и наставните предмети математика и природни науки. Опфатени се овие ученици, но поточно се опфатени ученици со послаби резултати, така што овие тутори кои ќе бидат вклучени во проектот ќе држат дневно по еден наставен час, за да можат да ги научат изгубените содржини од математика и природни науки по програмата Кембридж. Во проектот ќе учествуваат 4 тутори кои ги избира невладината организација Авена. Освен во Основното училиште Раде Кратовче, проектот ќе се реализира и во уште 2 училишта од Кучани, Никола Карев и Малина Попиванова. Проектот е од големо значење за овие деца кои се околу 50 на број, а повеќе ги има во 6 одделение. Параглайдеристот Дарко Стојчев од Виница веќе 2 децении го руши лимитот на небесните височини, освојувајќи ги планинските предели ширум Македонија. Неодамна настапуваше во Прилеп и покажа голем успех. Екстремни спортови за луѓе кои сакаат ризик, предизвик и адреналин. Парагладерството не е новитет за виничани, благодарение на нивниот сограѓанин Дарко Стојчев, кој е меѓу најголемите уживатели на овој спорт. Успех покажува на сите надпревари кои се организираат во и надвор од државата. Чувството кое се доживува еднаш кога веќе некој има пробано, мислам дека секако би сакал повторно да проба, затоа што можеби е единствено чувство, бидејќи човекот е секојдневно на земја, еднаш во воздух, мислам дека ќе сака пак. Зашто тоа? Секако, доста неопходно, бидејќи станува збор за доста екстремен спорт, така да не е вообичаено да се практикува без да се однапред посетуваат почетнички курсови, да се консултират инструктори. Пониква Виница е најчестата релација која за неколку часа ја прелетува овој параглайдерист. Па ние редовно одиме на Осогово, бидејќи Осогово тоа има инфраструктура, има пат, асфалтен догоре, така да можете лесни коли да одат. А понекогаш одиме на Плачковица на Туртел, бидејќи има пат исто, меѓу тоа потребни се теренски возила и тие се 2 така позначени точки тука за практикување на овој спорт. Највисоката точка за старт е можеби тука во Македонија на Крушево. Стартот е релативно високо, негде околу 1400 метри надморска височина, а инаку се постигнуваат висини до 3000 и над 3000 метри. Во Виница и Кочани има и млади надежни деца кои доправа ги прават првите чекори за соочување со екстремизмот, но секогаш се потребни и обуки преку кои ќе се промовираат природните потенцијали на општината, која може да произведе талентирани деца за овој спорт. Сликите на поетесата Катерина Данилова, кои постхумно беа изложени во библиотеката Искра, ќе бидат подготвени во 3D техника и ќе бидат представени на интернет за да можат сите да ги погледнат. Неодамна постхумно беше промовирана и незината стихозбирка Света Петра. Делата работени во специфична техника, направени од природни материјали на поетесата Катерина Данилова, ќе бидат подготвени и во 3D техника и представени на интернет. На ова работи библиотеката Искра од Кучани со цел незините уникатни дела да не останат прикажани само во кругот на општината, туку и пошироко. Во исто време се представи и со своји уметнички дела, со посебна техника. Сликите беа изложени до денеска во нашите простории, а од сега ги спремаме да бидат во 3D техника, да бидат представени на интернет
порталите за да можат сите да ги погледнат. Неодамна во Кочанската библиотека постхумно беше промовирана нејзината стихозбирка Света Петра, на која присуствуваа голем број љубители на пишаниот збор. И за крај спортската информација. Пријателски фудбалски надпревар се одигра на градскиот стадион Никола Мантов меѓу екипите на Осогово и Штипска Брегалница. Домакините прикажаа поангажирана игра и победија со 3:1. По завршувањето на есенскиот дел од правенството во третата фудбалска лига Исток, екипата на Осогово беше домакин на пријателски надпревар со прволигашот Брегалница. Средбата била договорена уште минатата недела, а иницијативата ја дале штипјани, кои ја користат паузата што ја имаат екипите од првата лига. Според раководството на гостите, главна цел за надпреварот им била да се одржи формата на играчите за преостанатите 4 кола во есенскиот дел од првенството во првата лига. Иако резултатот од средбата не беше во прв план, сепак осоговци прикажаа поангажирана игра и желба да се докажат на теренот, па забележаа победа од 3:1. Ваквиот резултат како да беше навестен уште на полувремето, кое заврши нерешено 1:1, но и со неколку шанси за домашните фудбалери што останаа нереализирани. И покрај проблемите што ги има раководството на Кочанскиот третолигаш со испразнетото тренерско место, тие можат да бидат задоволни од прикажаното на теренот. Тренерот Крсте Крстев, кој пред една недела си поднесе оставка, го следеше пријателскиот надпревар од трибините, давајќи им морална поддршка на своите доскорешни фудбалери. За деновите од викендот беше најавено да се одржи работен состанок на управниот одбор на Осогово, на кој главна точка на дневниот ред треба да биде изборот на нов тренер и подготовките за настап во пролетниот дел од правенството. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно.